Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, секој понеделник, точно во 17:10, сме тука за вас и со вас, се со цел да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со вашето здравје. Така ќе биде и денес. Веќе со мене во студиото е доктор Лилија Чолакова Дервишова, која што е специјалист по семејна медицина и председател на Сдружение на приватни лекари. Со неја ќе поразговараме за две теми. Првата тема е неизбежна, бидејќи нели долго време, веќе од 2010 па наваму, председател на Сдруженијето на приватни лекари, а знаете дека во континуитет имаат секогаш проблеми во однос на нивната работа. Ќе поразговараме за проблемите на примарното здравство, а во вториот дел ќе поразговараме за она што навистина еве во изминативе 2 недели, така да кажеме, веќе зголемен бројот на многу настинки, вируси, инфекции и така натаму, па нешто повеќе да ни каже доктор Лилија и да не посоветува, односно да ве посоветува вас како да постапите и нели што да преземете. Меѓутоа, пред да ја поздравам доктор Лилија, би сакала од режија да ги пуштат нашите покровители на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, да ги проследите и се разбира да им се заблагодариме за тоа што се со нас ова сезона и секако потоа ќе се вратиме повторно во студиото. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вејв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербе Нобили, каде модерната наука и најстарата традиција на билки и спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербе Нобили. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Да, токму така, тоа се нашите покровители на емисијата Ваш термин. Значи, оние кои што не следат редовно знаат дека подаруваме ваучери за преглед кај овие наши покровители, па секако доколку имате интерес да посетите некој од нив, може да ни се јавите и да го добиете ваучерот на подарок. Како што кажав и на почетокот, за оние кои што подоцна се вклучија, со мене во студиото е веќе доктор Лилија Чолакова Дервишова, која што е специјалист по семејна медицина и е председател на Сдруженијето на приватни лекари. Ќе поразговараме за две теми, како што напоменав. Првата тема е проблемите во примарното здравство, а во вториот дел ќе поразговараме за она што, како што кажав, е веќе изминативе 2 недели многу честа појава кај матичните и лекари, односно примарното здравство, зголемен бројот на пациенти со инфекции, вируси, настинки и така натаму, па доктор Лилија ќе ни каже нешто повеќе за тоа. Вака би сакала да започнам пред да поздравам доктор Лилија, значи често менување на министри, директори сите овие 30 години, никако здравството да го поместат напред, него секогаш го враќаат на назад, заради тоа што кога ќе се договорат сите оние работи кои што ги бараат вработените во примарното здравство, на стоматичните лекари, тогаш или ќе се смени нов министер и повторно од почеток целата работа. До кога ќе се чекаат измени
режим на лекови, да престанат да се малтретираат пациентите, бидејќи на вистина е тоа така. Имам повозрасни родители кои што на вистина се малтретираат за да препишат оние лекови кои што им се потребни за хронични состојби. Доктор Лилија, ти благодарам што одвои време што си денес гостин во ваш термин. Ви благодарам на поканата, поздрав до гледачите. Имаме многу теми, значи имаме многу идеи како сето тоа да се промени, да биде добро. Суштината и постоењето на Сдруженијето на приватни лекари е баш да се креира една здравствена политика која што ќе биде блиска до нашите пациенти, каде што ќе имаме задоволни здравствени работници и задоволни пациенти. Но некако изминати ве потенциравте и вие во она што беше напишано кај вас, дека 30 години секогаш некако да се направи нешто и секогаш работите наместо да одат напред, повторно се враќаат од почеток. Да, замислете уште од времето на Бујар Османи имавме едно барање каде што ако некој почнува да отвора нова амбуланта, тој прво нема средства за себе, а не да плаќа и сестра медицинска. Така да имаше тогаш едно барање до 700-800 пациенти да не треба медицинска сестра. Значи прво да окрепне малку фирмата, па секако ако се створат услови, нема таков доктор кој што нема да си вработи помошник и сето тоа да биде многу полесно и работата да биде задоволство, но таман тогаш го договоривме и тоа барање стаса до некоја влада, тогашна, не памтам више нели кој беше и како беше, но многу влади се смени и тоа барање негде остана во некоја фиока. И рачунете, ние сме сега 2022, значи 2023 не чека еве пред нас. Ние се уште го имаме истото барање. Истите проблеми. Значи толку многу години тапкаме во место што навистина се смеат колегите, вика изгледа се чека ние сите цела постава да отидеме во пензија, да не нема па може некои други луѓе ќе дојдат и сето тоа да го решаваат. Чудно и не можеме да сватиме зошто суштински работи за нашиот народ, кој што плаќа за здравство, кој што со години одвојувал здравствен денар за да може подостапно да има лекови, многу едноставни да бидат нештата, електронски нека се водат, значи ние не бараме да се прави криминал, поготово во примарно здравство, за 63 денови кои што не ги наплаќате, туку што чекате од фондот нели да ви бидат платени. Не ни е јасно зошто е толку тешко нели да се направи таква комисија. И ете 10 лека се тоа лосартан, лек против масноти, капки за алергија, фликсоназе, фликсотиде. Сите ние сме со по 30 и 40 години искуство, завршени на овој факултет кој што е рангиран многу високо на светските ранглисти на квалитетни факултети за Кирил и Методи, заради тоа што се работи за генерации завршени во Југославија уште кои што сме студирале. И смешно е, значи не можеме да сватиме заради тоа што јас 92 година кога отворив и кога работев, можев се да препишам, но после тоа некако чудно преку ноќ се створи тој режим за лекови, мислам 2008, не сум сигурна, многу години се поминати, кога се стави точно кој лек, кој може да го пропише, на кое ниво, на примерно, на секундарно, на терциерно, и ние исто имаше во тој период направивме таков бунт, каде што кажавме дека ако ни казнат цел град, дека ние ќе запреме со работа и со се, и тогаш преку ноќ успеавме да ги симнеме негде 2010-11 за сулфосалазин, олопатадина и бисопролол. Тоа беа лекови кои што требаше на клиника. Замислите некој психички болен еве да треба, за оланзапин да мора сите на клиника да одат. И од една страна докато нашите колеги од клиника нели велат преоптеретени сме, од друго нели режимите сигурно кога ги правеле со тогашните фондови, министерства, нели ги ставиле да бидат цел народ да иде за да се препишува, заради тоа што тоа навистина е многу скап здравствен туризам. Нешто што треба да биде едноставно, непотребно се комплицира. Непотребно, значи и за вас, и за нив, а и за пациентите. Прво нема термини. Значи вие за на лосартан, значи ако го препишеме лекот, и ако истечена препораката, тогаш се добиваат санкции дека вие сте издале лек. А која е логиката? Значи вие давате лек на некој да му го продолжите живот. Значи ниту правите трошок, заради тоа што и да го пратите на специјалист, тој специјалист ќе го пропише лекот, вие пак ќе го пишете. Никој не е оштетен финансиски, но само имате малтретирање нели на возрастни луѓе, на болни луѓе кои што немаат млади околу себе, и навистина не е нешто тоа неопходно за сите нас, ќе спасиме, нема да даваме толку упати. Сега се зафаќаат огромен број на упати
за нешто, за пропис на хронична терапија, наместо да ги чуваме за инфаркти, на некој кој што му значи живот. Да. Значи некогаш се случува, дури сме блокирани од некои оделенија, итни упати се блокирани, приоритетни се блокирани, вие се чудите како да го упатите човекот и сметам дека мој термин мора некако да претрпи така, тоа е нешто што навистина мислам дека треба да се смени. Имаше нели порано опција да се земе приоритетен упат па да се појде, па на крајот од оние пациенти кои што се нели со термин да може да го прегледаат. Дали тоа се уште важи? Да, важи тоа секако. Значи, вие земате упат и чекате. Може некој ден нема да дојдат, ако има 20, 5-6 може им излегло нешто, може некоја друга суштина, но во секој случај не гледам како ако порано кога сме давале упати, нели, луѓето си оделе, си чекале и се наоѓало термин. Сега здравствениот систем пукнате по сите шавови, многу малку кадар има, преоптеретен е кадарот во болниците, лошо е изменаџиран. Значи, знаете како се случува? Одите вие упатувате пациент, да речеме, на уролог, и урологот наместо веднаш да си го закаже за ехо да се направи на простата и тоа да оди ланчано на еден спрат, сето да оди поред и пациентот да не се шета цик-цак и да го враќаат пак ематичен и вие добивате од специјалистот уролог пациентот да се закаже за ехо. Каде ќе го закажеме за ехо кога треба у болницата да се закаже? Значи не се користи интерспецијалистички упат кој што е даден во системот, ни еден не си го користи за веднаш да си го преупати до колегата, до соседната соба или било како. И тоа да не биде малтретирање за луѓето, заради тоа што вие имате луѓе од села кои што идат, кои што треба многу пат да поминат за да дојдат до некој термин. Така да навистина мислам дека треба многу побрзо да се движат овие реформи. Ние само ги лоцираме, кажуваме каде е проблемот и кажуваме решение, што треба да се направи. Секој нека даде, нели, упат како порано, да не биде со термин. Убаво е тоа да се чека, нели, секој точно да знае, но многу пати се случува, вие сте пуштили на ортопед, а тој истиот ортопед треба и да оперира итни случаи. Отидоа термините. Така да истите пациенти викат, джаве докторке, јас имав термин кога итно го викна ортопедот и воопшто терминот отиде. Значи морав да чекам на крај, да заврши, да испадне од операциона сала и затоа велам колегите се преоптеретени на клиниките. Лошо, многу голем број на специјализации се дадени, но луѓето не се враќаат назад кон матичната амбуланта или матичната болница. Така да за сето тоа, тој здравствен ден народот кој што го дава. И тие членови кои што ги имаме во Законот за здравствена заштита, сеопфатност на здравствени услуги, достапност до здравствени услуги, тоа е само на хартија. Некако во пракса тешко. Во внатрешноста немате специјалисти. Да, за тоа говоревме и пред емисија колку малку навистина има доктори кои што би им биле од корист на вашите граѓани, еве поконкретно во Велес, вие доаѓате оттаму, за некоја потреба ако има, кажавте дека еден очен лекар. Да, во Велешката, значи навистина се секираме ние како матични како ќе функционираме и каде ќе ги упатуваме нашите пациенти. Велес можеме да кажеме уште има по некој специјалист, но да не зборуваме за еден Ресен или за Берово каде што се преоптеретени матичните и поголем дел од градовите. Така да еден очен имаме кој што навистина е преоптеретен колегата. Ушен во болницата нема, нели, директорот е ушен, но ќе си оди во пензија, значи огромен број на кадар ќе замине во пензија, исто пневмофтизиологот ќе ни замине во пензија и ќе треба сите за спреовите, оние скапи спреови како што се спирива Ерфлусал и други да се упатуваат за Скопје, за Штип, за Кавадарци, не знам каде ќе бараме, нели, на мој термин каде има. Значи, не може, требало со тек на време да се изменаџира да има кој тоа ќе го работи. Или да се симне режимот на пониско ниво, интернистите да можат тоа да го прават. Да видиме колку има спирометри низ Македонија и колку луѓе се обучени тоа да го прават. Или од Скопје, каде што има енормен број на пулмолози, има 40 сигурно, да се прераспределат низ Македонија и пациентите, најбитно е пациентот да не се препраќа толку далеку и сето тоа да го кошта. Доктор Лили, околу мој термин, имам сознание дека многу од докторите веќе си одат или одат надвор од државата или одат во приватната здравствена заштита. Дали тоа е проблемот што, ајде да кажеме, има малку термини, што нема
доктори, специјалисти доволен број? Што е конкретно проблем? Дали имате вие сознанија, дали еве кога сте разговарале, што ви посочуваат? Зошто е тоа така? Зошто мора на пример само 5 термини да се пушти во еден ден на прегледи или кај специјалист? Тоа е, ми се чини малку со оглед на тоа колку луѓето имаат здравствени проблеми. Да, тука треба регулаторно тело да се има министерство и мој термин. Така. Значи тоа они се поделија некако, но сепак ќе кажам, треба да има систем на регулација зошто некој става 7 термина и што се случува со остатокот, каде се луѓето, како се Се извинувам што прераспределува. ќе ве прекинам. На времето кога имаше нормални упати, нели, немаше Да. бројка колку ќе има денеска, нели колку ќе има потреба Да. од прегледи, толку специјалистот ќе изврши прегледи. Да, Немаше бројка за да се каже толку само денеска Јасно, може да се прегледаат. Има злоупотреба. Ние сме го сигнализирале тоа заради тоа што нели тоа ни го кажуваат фидбеки од нашите пациенти. Каде што докторке јас бев, но ми рекоа за девијација на нос, нели за септонази или за било што, дека не можат нели да ме средат во регуларен термин, треба да платам 55.000 денари нели надвор од како дополнителна дејност која што е нели со закон и со се, но сепак вика јас гледам празни ходници, а мене ми велат сега не можам, Нема. треба поручек. Така да сето тоа се случува за операција на малигнитети, за се. Навистина треба еден ресет, да се види целокупен интегриран еден здравствен систем и да се види парите да го следат пациентот. Сега, она кое што сите мои пациенти и пациентите на моите колеги кажуваат секојдневно, докторке, јас не знам зошто плаќам здравство, подобро нели сите пари да си ги чуваме, па Кога ништо не можете да завршите кога ништо не можете да државна, завршите така. цело време, нели да отидете во приватна болница, услугата е одлична, љубезноста е одлична, Ама треба и да се плати. но треба и да се плати, А така нема да секој пари. ако за сето тоа алармираат луѓето, треба сериозно да се разговара. Исто така во други здравствени системи е една карактеристичен момент е каде што ако не ги потрошите средствата, вие сте здрав цела година, системот ви враќа дел од средствата. И да речеме, ако вие рационално се однесувате кон здравствениот денар, тогаш и државата е благодарна и ви враќа дел од средствата, кои што вие сте ги двоеле. Здравствени системи има повеќе во светот и треба да видиме што треба да се смени, но требаат сите министри кога идат и директори на фондови, тимовите околу нив да се стварно желни нешто за народот да направат. Така. Последниот состанок беше сега скоро на 15 ноември. Кажавте дека ги следите многу од здравствените системи надвор од нашата земја. Дали вака кога сте разговарале, претпоставам дека бурни се расправите нели на состаноците со оглед на тоа дали дека вие си имате ваши барања, тие си имаат нивни излагања, некако се наоѓате нели за да го изнајдете решението. Дали сте им посочиле некој пример на здравствен систем кој што би бил добар да се воведе кај нас по примерот на некоја друга земја? Да, секогаш даваме примери што е добро и што треба да се направи. Значи сме алармирале дека нашиот народ премногу пуши. Добро. Значи дека треба државата да направи апел и разни емисии или кратки некои дебатни каде што би се кажувало на телевизија постојано да се подига свеста дека сето тоа е штетно и дека треба да се намали заради тоа што сите тие луѓе кои што енормно пушат на крај завршуваат со стентови, со операции, со кардиоваскуларни ризици огромни. Така да тоа е нешто кое што треба да се работи. Второ, тоа има системи каде што во светот се воведува многу поголем данок на сите сладки кондиторски производи. Заради тоа што исто така бројот на дијабет, значи ние имаме некои околу 136.000 сега беше скоро, така да бројот на дијабетичари кои што се регистрирани зголемен е многу енормно и рачунајте уште колку ги има кои што не се регистрирани, ја очекувам да тоа пута 2 уште сето да се помножи. Значи секој 8, а секој 7 не знае. Да, така да луѓето немаат време трчајки за екзистенција, за пари, за работа, стресот е кај сите присутен и мислам на максимум е качен, така да сето тоа доведува до едно повисоко ниво на гликемија или на шеќер во човековиот организам. Така да апелите, значи еве да се стави поголем данок на сите тие сладки кондиторски производи и дел од тие пари да одат повторно за здравство. Така да во кој здравствен систем, по примерот на која земја? Па го има во Англија, во сите во Европа, значи Словенија нешто
спомнувавте? Во Словенија многу поинаку, таму има, да речеме, од повеќе начини се финансира примарното здравство. Добро. Значи ние примарно здравство затоа што тоа е столбот. Така. И тука е најголемиот терет. И постојано не реформираат, но никако да не дореформираат како што треба за да биде задоволство, нели, да се види еве во целокупниот систем на примарно ниво. Значи таму имате ладен погон, значи има загарантирани плати, има партиципација, влез каде што го чуваат здравствениот кадар од бурнаут. Значи не може ние имаме пациенти денеска лексилиум ќе препише, утре ќе дојде по упат до уролог, други ден ќе дојде по упат за интернист, четвртиот ден ќе дојде нели за трета, четврти, и така они секој ден си оставаат нели да дојдат. Мал број е таков, за разлика од порано кој што беше многу почесто сето тоа и поголема маса на луѓе го правеа, но еве алармираме дека навистина толку слободен влез било каде да оставите, нели без минимална партиципација не е добро заради тоа што така го трошите непотребно здравствениот кадар. Значи сегде во светот има партиципација и партиципацијата е нешто што треба да се воведе, па и минимална да биде. Но секој кој ќе свати дека 20-30 денари постоеше партиципација од 92 до 2001, 40 денари беше. И тогаш имавме 20 до 30, нели, пациенти во денот, а денеска нели бројката е до 120 влеза секој ден. Така да мора да има некаков ред заради тоа што системот мора да ја гледа целата слика. Нели, и оној кој што треба да дојде, но и нели здравствениот кадар мора да се чува од енормен број на влезови. Имаше некое поместување на последниот состав? Па има, да ви кажам, и тоа е добро заради тоа што истите текстови ги работевме со претходниот министер и затоа е така напишано тоа заради тоа што се беше готово и го сменија нели министерот Филипче кој што беше претходен. Сега нели еве навистина работни средби каде што се работи од сабајле до касно навечер со огромен број на тимови каде што се гледа желба и од страна на министерот и од страна на фондот да се прифатат некои работи и сега наједнаш повторно гледаме на телевизиите дека може да се смени. Не е во ред, повторно ќе кажам, бидејќи ако народот бара и докторите бараат нели измени во неколку членови и тие се суштински за да ги задржиме нели амбулантите и фирмите да постоат, но и младите доктори да имаат сигурност и да ги задржиме во нашата држава, треба да се смени овој еден наш закон за здравствена заштита, кој што многу пати иде до негде до влада, не знам до кое ниво, и потоа менуваат министер и тоа не е добро, така да сметам дека ќе има големи реакции, заради тоа што прифатени се од страна на овој министер тие измени и тоа е за поздравување, но ние не можеме да веруваме се дека сето тоа не помине ни собрание, во службен весник, нели да стане официјален документ. Како заврши средбата? Средбите завршија со позитивни, нели. Добро. Скоро ќе имате повторно нешто? Па да се ние сето, значи материјалите се составени, ние очекуваме тоа веќе на собрание доди, но сепак тука ќе треба министерство да го прашате кога тоа сето ќе се случи. Во ваш домен? Значи во наш домен, значи делот за дополнителната дејност, значи ако вас ви требам да ви помогнам како колешка, да може да дојдам кај вас, да се најавам со юзернейм, пасворд, бидејќи колегите стареат, се разболуваат и ние гледаме да има еден систем кој што ќе функционира. Значи, за системски проблеми мора да има системски решенија. И тоа го прифати овој министер сега, кој што и тоа е за поздравување. Исто така, ако се случи да речеме, се случи на собственикот нешто до 6 месеци или на вработениот доктор, ако си замине, а тоа не е еден од основните проблеми, каде што идат многу често младите и си одат, и после тоа се бришат пациентите, ние замоливме и овој пат, но никако имаат некој проблем, нели, во фондот тоа да го прифатат баш онака како што го бараме, не знам зошто. Еве, се најдовме негде на пола, па да си пружиме рака да барем 6 месеци стоат пациентите и да може после тоа да не се бришат, нели? Да си најдеме доктор. Така, да се надеваме дека ова што го кажавте, малку оптимизам. Тоа е само дел. Дека можеби и работите ќе тргнат, нели, да се решаваат, да се надеваме дека нема да го сменат министерот со оглед на тоа дека има и превирања околу, нели, министерските позиции. Тоа е веќе друг сегмент во политиката. Па, нели, сето она што ќе треба да се поедностави и за вас, и за пациентите, и за специјалистите да биде, нели, решено. Преминуваме на другата тема, значи веќе изминативе 2 недели можеме да забележиме дека е зголемен бројот на настинки, вирусни инфекции и така натаму. Како сте тука работите?
еве, вие сте секојдневно во ординација, што може да забележите, што преовладува? Настинките, вирозите, вируси, какви се? Да, па месец ноември е, значи, иста е сликата како и секоја година и овој месец доминираше варичелата кај дечињата и кај оние кои што не се спомна тоа никој не ја некако. спомнува, заради тоа што нели тоа е нешто што стално го има секој ноември. Исто така и повозрастна популација во однос на млади мајки или кои што не прележале, така да и ги прифатија од дечињата, така да тоа беше дел од активностите кои што ги имавме за лекување во месец ноември. Тука се вирусите, настинките, големи температурни разлики, заради тоа што навистина како Африка станавме, имате денски до 20, навечер до 0. Младата популација тешко се прилагодува, сонце кој ќе види сите се на кратки ракави, лесно облечени. Така да, тоа е нешто кое што доминира, нема паника, добро е што луѓето си се вратија во нормала. Дали се само респираторни вируси или има и стомачни? Па има и стомачни, има и респираторни, негде поминува, правиме крвни слики за да видиме дали се работи за лимфоцити покачени, за леукоцити, соодветно крвната слика даваме и терапија, ја следиме состојбата на 2-3 дена, ги повикуваме на контрола. Така да, нели, едноставно сето тоа е ритуал кој што го правиме секој период, овој зимски, кога има промена на климатските услови. Иначе, еве, посакуваме да се симнат температурите на вистина пониски, да изгинат вирусите, да се облече целиот народ соодветно, топло, слоевито и да може да, ете така, луѓето повеќе течности даваме совети да пијат. Значи, течности, чорби, супи, топли напитоци, да внесуваат во организмот. Рехидратацијата е многу важна, затоплувањето на организмот исто така многу важен. Излегувањето и прошетки на сонце, додека има, иако е зимно време, ако сте топло облечени и соодветно. Движењето, еве, кај сите пациенти препорачувам барем 1 час во денот да движат, со тоа ќе го одржат крвотокот, нивото на шеќерот. Значи, пожелно е секој ден издвоите си за вашето здравје, барем 1 час да пешачите. Така, меѓутоа споменавме настинки, споменуваме вируси. Сукнета тоа дека веќе нели подолго период бевме во ковид пандемија, па секоја течење на нос порано беше прашање дали имаме ковид. Дали сега воопшто се поставува тоа прашање од страна на вашите пациенти, докторке, дали имам јас ковид, дали треба да се тестирам или веќе скроз се заборави на тестирањето, бидејќи Министерството за здравство веќе сега тоа го прави на неделно ниво. Негде околу 2000 тестирања месечни се прават, од тие околу 160-70, сега вака грубо кажувам, не е некоја точна бројка, меѓутоа отприлика така некако се движи. Знаете како, луѓето прележа, значи имунитет се створи. Нема паника и тоа е добро, ние влијаеме заради тоа што паниката и тогаш во време на короната, јас кажував и моите ставови беа дека дополнително е влошува здравствената состојба. Сите ковид мерки се укинати, сметам дека и овие PCR-и треба да се укинат заради тоа што само луѓе кои што одат на интервенција хирушка, таму се бара, значи некој по протокол. До сега кај вас во ординација никој не побарал да се истестира од ковид кога ќе дојде со некоја блага температура, со затнат нос, течење, гребење на грлото? Нема потреба, заради тоа што и ние вршиме интервенции, ние буцкаме, истите луѓе ги имаме во наш близок контакт, сите ги преслушуваме, гледаме, пуштаме инхалатори. Значи, преглед вие не можете да направите ако не се доближите до пациент. Дали се уште во ординација носите маски? Па, оно е задолжително, но не, верувајте ми, не можете да функционирате вие цел ден. Имаме пациенти кои што се глуви, кои што не слушаат, вие мора од усти да ви чита. Така да претежно работиме со старо население, каде што треба и малку повише да викате и да ве слушнат. Така да се прилагодуваме, нас не е битно да се услужени пациентите, да може да ги прегледаме, да имаме време да ги сослушаме и така. Така да сметам дека добро е што луѓето се вратија многу брзо во нормала. И сега околу симптомите, дали секогаш вирусот е пратен со температура или може и настинка да биде пропратена со температура? Тоа може да појасниме. Да, и настинките одат со температура. Знаете како, ние сме некои постари генерации кои што не учеат 3 дена, значи прво да се остави да се одбрани организмот, да се види одбранбениот механизам како ќе реагира и така се челичи еден организам ствара антитела за да има отпорност. Но после тоа во време на короната се сменија некако правилата и нас кои што сме постари, повозрастни, ни беше малку тешко тоа да го прифатиме, не може вие одмah да давате 1000 лекови.
Така да ние се вративме сите на онаа стара шема дека прво да видиме како ќе изреагира организмот. Битна е рехидратацијата, движењето, нели течностите, активноста физичка да се задржи и да се работи на подигање на имунитетот на организмот за зимскиот период. Така да нема бањање, порите се отворени, да излегувате веднаш на ладно, нозите да се на топло, тие се неколку сегменти каде што мора да се пази за да не дојде до настинка. Иначе правиме, ако се лимфоцитите покачени, се работи за вирус, ако се леукоцитите покачени, се работи за бактериска ЦРП. Тогаш даваме, гледаме како се следи, заради тоа што секој човек има различен имунитет, различен одбранбен механизам, крвната состојба, железото, значи оние микроелементи кои што постојат во организмот, кои што влијаат на спречување на размножување на вируси на ниво на клетка и сето тоа. Така да сметам дека со добар разговор, најдобра е добра анамнеза, добар преглед, нели ние кои што работиме како матични по 30 години ни се истите пациенти, знаеме веќе како дишат или од кога ќе влезат од врата, вие знаете дали он е болен, дали е тажен, дали има температура, дали е укочен, значи сето тоа годините си го прават своето. Така, значи може и настинките да бидат пропратени со температура и вирусите, меѓутоа крвната слика покажува точно за што станува збор, па според тоа оди и терапијата. Кажавме дека повеќе нели не се тестира од ковид. По пример, овде имав нешто забелишано, не знам дали ќе го најдам. Не знам во која земја беше, веќе се укинати сите овие задолжителни вакцинации. Како стојат кај нас работите? Дали се уште мора да се вакцинирате кога патувате или сертификати? Како дали се уште? Не, сето тоа е укинато и луѓето кои што да тебе. И кај нас исто е веќе? И кај нас, да. Сегде е слободно, може да се движат. Имаме огромен број на пациенти, поготово баби и дедовци, кои што се бебиситери одат во други земји. Така да, слободно е движењето, нема потреба од такви рестрикции, заради тоа што повторно ќе кажам да имунитетот се створи кај огромен број од луѓето, нема причина за такви паники. Така да, нели сето тоа слободно е движење и сметам дека треба и така да биде. Јас сум човек кој што велам многу пати и по Facebook изјави се дека границите треба да се тргнат, нема потреба нели зошто да имаме граници, вие низ Европа се движите од една во друга држава, така треба да биде цел свет за да можат луѓето да движат, да може животот да е задоволство, да може да прошетаат и да се вратат пак во своите земји. Значи нема веќе потреба од оние правила кои што беа во текот на пандемијата. Кажавме значи да се облекуваат топло, да пијат топле напитоци, ако имаат некои симптоми на настинка или на вирус, тоа нели ќе се консултираат со нивните матични лекари, да се облекуваат топло, посебно младите нели кои што не се баш многу послушни во однос на температурните разлики. Ме интересира еден друг момент, бидејќи нели секојдневно се соочувате со вашите пациенти, а кога разговарам со вашите колеги специјалисти, сите некако кажуваат дека сите проблеми, без разлика дали станува збор за диабетес, дали станува збор за проблеми со тиреидната жлезда, за невролошки проблеми, некако после пандемијата се многу зголемени. Дали и вие имате некои такви сознанија од вашите пациенти дека навистина е зголемен бројот на такви проблеми кај луѓето? Да, огромен е бројот на луѓе кои што не можам да кажам за тие што прележа, значи тие што прележа беа лекувани со големи дози високи на кортико и голем број од тие пациенти имаат диабет сега, заради тоа што дел од терапијата која што беше применета и толку високи дози прават такво нешто, тоа е јатроген диабет кој што се развика, еве неколку мои пациенти кои што беа во болнички услови лечени. Добро. Она кое што можам да кажам да и дел од сознанијата самите пациенти ќе речат доктор јас од кога се извакцинирав не се чувствувам добар, како да ми се сруши имунитетот, ностоп сум болен сега, имаат проблеми со движење, со одот имаат најголем дел на проблемите кои што се јавија како. Дали се тоа по возрастни пациенти или има и некоја средна претежно популација? Се некоја средна популација кој што развија Жулијан Баре, значи тоа е каде што се уништува обвивката на нервот, така да ги препратени се нашите пациенти на клиника каде што се третираат соодветно, така, им се дава. дава. Ми гостуваше доктор Драган и кажа дека навистина невролошките испади се многу доминантни,
нас ни е сето тоа чудно, заради тоа што и други вируси имало, но значи не оставиле, но овдека сметаме кога ќе ги прашаме дали се вакцинирани и после вакцината дека сето тоа се јавило како некоја реакција. Постојат светски студии за сето тоа, каде што нели кои се моменти се почести кај овакви нели состојби кај луѓе кои што се вакцинирани, но за тоа си има други институции кои што треба статистиката да ја видат. Сметате ли дека треба да се направи една таква статистика со оглед на тоа дека навистина е зголемен бројот со проблеми кои што претходно нели не биле толку во голем број. Некако дали од вакцините, дали од ковидот, некако мора да се направи некои истражување навистина од што се овие проблеми. Сите држави го прават тоа, веќе во Америка, во Англија, нели во оние кои што се понапреднати европски земји, се прават такви истражувања. Сметам дека и нашата држава има луѓе, има институти за тоа, кои што треба да направат споредба преку мој термин многу лесно може да се види кои луѓе се вакцинирани и кои болести се јавиле. Ако се направи вкрстување, да видиме колку од тие прележале, колку од сето тоа, така да сметам дека за еднаш со која вакцина се вакцинирани, кој серијски број, кој код, кој се. Сметам дека како држава тоа сме должни на граѓаните да им го кажеме отворено. Заради тоа што нели сега нови студии кажуваат дека навистина вакцините биле експериментални, дека не се докажани, не се тестирани. Тоа си е повторно ќе кажам за некои други институции кои што се задолжени во државата за такви статистички податоци. Нема и должни се тоа да го направат институциите, нели со цел да го информираат да може да го информираат. Секогаш сум тоа се случува. Да, секогаш сум за транспарентност, да се види зошто се зголеми бројот на карциноми, на малигнитети, на мозочни удари. Ние имавме пациентки кои што после вакцинација добија миокардити, перикардити, едва успеавме да ги спасиме. Така да имаше некои чудни состојби за кои што сите, зошто велам, ние сите првпат се соочуваме со вакво нешто. Среќа што нели поголемиот дел од докторите сме со поголемо искуство. Значи се интервенираше веднаш, дадовме максимум, посакувам да не се повтори оваква состојба више никогаш во светот. Посакувам да се здрави луѓето, да имаме добар здравствен систем, да може веднаш да добиваат здравствени услуги луѓето, да имаме апарати, да не чекаме странски амбасади да ни купуваат. Тоа е за поздравување што го прават странските амбасади, но навистина би сакала нели нашиот здравствен систем да е рентабилен, како што се рентабилни приватните болници, каде што е задоволство да отидете и да видите која апаратура има, кој кадар, со каков елан се работи. Така да сметам дека е зрело времето да се дискутира за една комплетна реорганизација на здравствениот систем. И вака тука како на крај сме од емисијата, би сакала вака едно прашање да ви поставам. Бидејќи во текот на пандемијата вие бевте тие кои што бевте на првата борбена линија, ми се чини, кои што имавте прв контакт со пациентите, така? Моравте дури, како што кажавте и сама во емисијата еднаш кога ми гостувавте, кога беше веќе пандемија, кога кажете моравме и да ги викнеме и да ги прегледаме, не можеме секогаш и по телефон, нели? Да, погрешно беше тоа кое што Светска здравствена го алармираше, да ги лекувате луѓето по телефон. Значи тоа прво не можете вие секого да го лекувате по телефон, значи секој нема исто ниво на интелект да ви објасни што му е. Второ, може тоа што е најбитна нели компонента кај мене у некоја реченица која што он ја дава во анамнезата за него да не е битна. Друго е кога јас ќе го видам пациентот дали му се белките жолти, дали трепка, дали има тикови, дали он одот каков му е. Така да затоа ние апелиравме дека напротив излеговме како здружение да сите нели си работиме и си ги примаме нашите пациенти, заради тоа што не се сите од корона. Некако ми се чини дека тогаш многу работи префрлија на вас. Да. А кога вие сега имате барања нели од институциите, некако немаат слух. Сметате ли дека малку сте, како да кажам, не сте истретирани на вистински начин во примарното здравство и со право? Нели го барате ова што го барате и реагирате постојано? Не знам зошто, знаете, многу пати... Некако кога им требате, тогаш... Да, секогаш кога треба, како јас стално велам, како единица за брзо распределување сме, треба да се закажуваат вакцини, ајде матичен е најдостапен. Треба ова, па тоа преку матичен ќе оди. Да, точно дека ние сме најблиски со нашите пациенти, ги имаме мобилните, имаме контакти, се слушаме се, но не може толку многу да се оптерети заради тоа што навистина се исцрпивме како никогаш до сега во тој период. Сметам дека грешката е што многу долги години стално некој го реформира кој што
не е од примарно ниво. Значи, тој кој што го координира целиот процес на реформи или од терциерно или од секундарно. Тоа е исто како мене да ме ставите да го реформирам терциерно здравство. Да. Значи, кога сме оделена специјализација на семејна, значи да, може некој да преговара за примарно примарец, за секундарно секундарец, за терциерно. Тука се грешките, многу често вие ќе видите од светска здравствена пред неколку време ние имавме терциерец, старен човек кој што никогаш не бил во амбуланта, на примарно ниво и така да се смени. Сега е друг и да се надеваме дека... Ова го кажувам како завршно, бидејќи никогаш не се знае нели што ќе биде и колку пак вие ќе бидете потребни во процесот на третман на пациентите, па ова што го барате на вистина да треба да ви излезат во пресвет, бидејќи како што кажав, вие сте тие првата алка од пациентот, па понатаму каде ќе треба нели тој да продолжи да се лекува. Доктор Лилија, јас се благодарам за денес, мислам дека имавме убав разговор. Кажавме многу работи, меѓутоа со оглед на тоа дека кажав дека сте председател на Сдруженијето на приватни лекари, сакав да проговориме и за тоа, а нели да споменеме попати за оно што е во моментов актуелно. Ви благодарам многу, се надевам дека она сето што го барат во примарното здравство ќе го остварите, уште повеќе што ќе биде потребно и на пациентите да им се олеснат работите и на вас, а секако и на понатаму на вашите колеги. Во некоја следна прилика па повторно ќе ве побарам да ни бидете овде гостинка за некој друг поконкретен проблем да Благодарам за поканата и поздрав до гледачите. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Се надевам дека бевме корисни со овие информации кои што ги споделивме. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижите се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.